Во конкретниот случај станува збор за упад во правниот систем затоа што јас ќе го образложим со следните факти. Значи, одредбата која била предмет на обсервација на судиите на Врховниот суд е членот 22 од законот, ќе кажам за СЈО, да не го кажам тоа долго име. И таа одредба во законот е систематизирана во делот 4 од законот со наслов краен рок за покренување на обвинение. Тој дел содржи само една одредба, тоа е членот 22, во кој што е уреден еден рок од 18 месеци, во кој што може СЈО да покрене обвинение или да нареди запирање на истражна постапка. Значи, тоа се тие две действија за кои е утврден тој рок. Рокот не е спорен дека е 18 месеци. Но тој рок, секогаш судските рокови се засметуваат на тој начин што се тргнува од одреден ден, а тој ден во секој конкретен предмет може да биде различен. Во конкретниот случај, значи првостепениот суд кога постапува, треба да утврди дали изминале 18 месеци од превземањето, пазете, предметите и материјалите од надлежност на тоа обвинителство. Значи, две ситуации. Предметите и материјалите. Во содржината на мислењето на Врховниот суд е содржано дека тој краен рок тие употребуваат само од превземањето на материјалите, од неовластеното прислушкување на определени лица. Сега, каде конкретно вие го гледате излегувањето од надлежностите? Прво, сметам дека секој судски рок во секој конкретен предмет конкретно се утврдува. Значи, тоа не е законот, така како што е конципиран 22, не употребува да го одреди денот од кога и да го утврди како што тие утврдиле до 30.6.2017 година. Тоа значи дека треба да цени кога од превземањето на предметите и материјалите. Значи, едно е поимот закон. Во законот секогаш треба да се држите што пропишува законот во тоа. Не можете да излезете надвор од законот. Што значи оваа формулација како кумулативен услов? Тоа значи постојање на води се сметка за двата да бидат исполнети двата услова. Значи да помине рокот од 18 месеци и од денот за конкретен предмет на превземањето на предметите и од денот на превземањето на материјалите. Тоа се две различни работи. Да, Врховниот суд тоа го ограничува на моментот на истекувањето на 18 месеци од моментот на преземањето на прислушуваните разговори или материјалите. Да. И тврди дека по тој рок готово. СЈО нема право ниту да води предистраги, ниту истраги, ниту да покренува обвиненија. Мислам дека и тоа го врзува само со денот на предавањето на материјалите. Законот предвидел и предавање на предмети. Значи, во основните судови кога ќе го сметаат тој рок, го зарачунуваат и тогаш кога што е предмет, а што е материјали.